Канцеларијата на непартиската група за наблюдување на изборите во Истанбул, Турција, Гону Гулери е многу зафатена. Персоналот регрутира доброволци за да се увери дека има доволно луѓе за покривање на општите избори во Турција на 14 мај. Now in the 81 cities we are organizing the system. Го организиравме системот во секое гласачко место во 81 град. Во секој училиште имаме по еден представник на организацијата. Ни требаат најмалку 200.000 луѓе. Во моментов се уште не сме стигнале до таму. 200,000 people. At the moment we haven't reached that point yet. Групата го обучува персоналот преку телефонска поддршка, онлайн видеа, Zoom и состаноци лице в лице. Наблюдувачите учат како да ги соберат гласачките броеви на избирачките места и да ги соберат тие бројки за да се осигура дека официјалните резултати се точни. Bir genç olarak talep ettiğim... Како млад човек не можам да живеам како што сакам и затоа сакам да ги заштитам мојот глас и гласачката кутија, како должност овде, бидејќи има многу безбедносни празнини. Burada görev alarak oyumu ve sandığımı korumak istiyorum. Анкетите укажуваат на се потесни претседателски и парламентарни избори. Владата вели дека се преземени сите чекори за да се обезбеди фер гласање. И покрај ова, официјалните лица велат дека се уште постои загриженост за безбедноста на гласачите. Турција Гонулулери регрутира тим од адвокати кои ќе помогнат во следење на гласањето. Волонтери се испраќаат и во турскиот регион Хатај, погоден од земјотресот. Burada kalan vatandaşların Оние кои останаа овде имаат загриженост бидејќи се плашат да не им бидат украдени гласовите и се прашуваат дали ќе има некој што може да ги заштити. Во моментов имаме речиси 1000 волонтери на гласачките места. Наблюдувачите велат дека ова организација заедно со другите групи за наблюдување на изборите кои работат со политичките партии одиграле клучна улога во помагањето да се обезбеди праведно пребројување на гласовите во 2019 на жестоко оспоруваните избори за градоначалник на Истанбул. Исходот од таа анкета резултираше со тоа што партијата на Ердоган ја загуби својата повеќе децениска доминација во градот. Официјални лица велат дека гласањето во Истанбул во 2019 ги мотивирало некои повнимателно да ги следат анкетите. Instead of thinking everything is going to be bad, Наместо да мислите дека се ќе биде лошо, мора да одите во вашето училиште или каде и да гласате и да следите што прават луѓето. Тоа е всушност главната идеја. Додека партиите ги засилуваат своите кампањи, некои наблюдувачи велат дека улогата на наблюдувачите на изборите би можела да биде клучна за исходот од изборите.